Почитувани присутни, почитувана председателке на Унијата на жените на ВМРО ДПМНЕ, почитувани гостинки и гости, почитувани пратенички и пратеници, никогаш не сум присуствувала на олку голем собир. Не сум научена да говорам пред толку многу граѓанки и граѓани, жени и мажи. Но ќе се обидам да смислам нешто. Македонија е во женски род. Не случајно. Сите ние сме растеле, сме се радувале и сме тажеле со песми, со ора, со фолклор. Во нив умирале, се мажеле за Македонија, се женеле за Македонија, мечтаеле за Македонија, сонувале за Македонија. И политиката е именка од женски род. Понекогаш за да ги заведам студентите, се обидувам драмски да настапувам, велејки им дека политиката некогаш била уметност на можното, а за бракот пак викам да бидам искрена, бидејќи тоа е заедница што вреди да се живее, велам дека е уметност на неможното. И обично на свадбите, кога им подарувам нешто, најчесто книги, го пишувам ова и велам вреди да се проба и првата уметност и втората уметност. Особено оваа вторава. Зошто мислам дека е важно денеска да напоменам некои работи? Јас бев во политиката едно кусо време и мислев дека тоа не е мојот свет. Меѓутоа, политиката почна да го креира нашиот живот. И кога зборуваме за добри политики, тогаш имаме и добар живот. Но се случија нешта кои, наместо уметност на можното, покажаа дека политиката може да биде на некаков начин земена, украдена, окупирана од многу мал број на луѓе кои мислат дека знаат се, дека политиката е нивна, дека политичкото е нивно обележје. А кога нема критика, не може да има добра политика. Значи, не смее политиката да биде во рацете на неколкумина. Не смее политиката да биде само една страна, а да нема критичка димензија. Честопати велам, штитејќи ја опозицијата, политичарите се штитат себе си, оти демократијата е игра. За жал, на Балканот се случувале и се случуваат нешта кои можам да ги наречам цезаризам, бонапартизам, олигархија. Понатаму да видиме дека за нешта што се наш живот, за нешта што се наш идентитет, за нешта што никој нема право сам да ги решава, во Република Македонија решаваа неколкумина. И сега се чудам, кога ќе ги споредите нивните зборови кога биле во опозиција, со оние сега, дилема имате дали се работи за исти луѓе. Дали може би имате заблуда во личностите? Не. Зашто се вели дека политиката, ако не е уметност на можното, може да доведе
до нешто друго, кое е многу опасно. Да ја загрози не само државноста, да не води сметка за идентитетот, туку, како што вели еден умен британски лорд, политиката може да расипе, политиката може да корумпира, апсолутната политика апсолутно расипува и корумпира. Затоа секогаш барајте поделба на моќта, зашто многу моќ е опасна. Трагајте по авторитет, не заканувајте се. Барајте против тежа, оти тоа ќе ви помогне да дојдете до вистинските одлуки. Председателката на Унијата на жените посочи врвни женски ликови, мажи кои ги разбирале жените, и јас ќе почнам еве со една мисла. Неколку пати сум го цитирала чувениот драматург Бернард Шо, неверојатно умен ирец, кој вака вели во своите книги: јас имам 3 обврски. Тоа е во далечната 1876 година. Кон Ирска, кон Финска и кон Македонија. На прашањето зошто овие земји? Заради нивните народи, кои имаа најтежок пат во добивањето на она што се вика држава, во признавањето. Судбина ни била уште да се повикуваме на Бернард Шо, но тој пак и друго вели: можеш да ја смениш облеката, можеш да го смениш однесувањето, можеш да го смениш партнерот, партнерката, ама татковината никогаш. Ние правниците велиме понекогаш дека nomen est omen. Името е најсилниот знак. И така е. Ако за сите народи во рамките на правото на самоопределување, оти врз основа на ова право се создадени Обединетите нации, не држави, нации, значи во себе го вклучува името, знамето, химната, грбот, политичкиот систем. Јасно е дека тоа важи за сите мали и големи нации. Важело и за македонската нација. Но јас не велам дека денеска ние треба да зборуваме за држава и за нација, етнос, бидејќи живееме во 21. век. Кога ќе речам јас денеска македонска држава, ако смеам се разбира, македонска нација, не мислам само на етничките македонци, мислам на сите граѓани, ама правото на самоопределување македонците, како и сите други народи во Централна и Источна Европа и на Балканот, го оствариле малку подоцна во 20. век, а останатите во 19. век, ама асном 1944 година е антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија. И македонскиот јазик станува службен јазик. Нашите соседи грците први го оствариле на Балканот ова право во 1830 година.
Меѓутоа, еден преумен грчки професор Лијакос вака вели, Андонис Лијакос: ние грците имаме перцепција дека сме најстарата нација на светот. Сите нации настанале во 19 век, а ние се занесуваме дека сме настанале во 5 век. Нема во 5 век нации. Нема. Значи, сите народи на Балканот го оствариле ова право во 19 и во 20 век и продолжува. Вели вака: територијата што сега ја поседуваме, политичката географија наша, всушност вклучува во себе и Македонија, во која ние влеговме во 1913 година. Тоа е историски факт. Не е национализам. Не е национализам да речете дека во 1925 година е отпечатен абецедарот кој за 150 денари можете да го купите во Матица, па ќе видите дека во нашите читанки го пишува истото. Мима носи, мама меси, мима носи вода. Значи, има ли поголем доказ? Јас сум го видела актот на Георгио I за промена на имињата на окупираните територии. Значи, имињата биле словенски. Никој не бара денеска да бидат само словенски, ама документите на Советот на Европа, Конвенцијата за регионални и малцински јазици, Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата, велат дека треба да се почитуваат и ендонимите, ама и екзонимите. Прочитајте го Преспанскиот договор и ќе видите дека сериозен проблем има со ова. Да не должам многу. Во 2011 година, по принципот дека малите држави секогаш се повикуваат на правото, не им преостанува ништо друго, а големите на реал политиката, еден професор од Кембридж, судија во Хаг, Крафорд, рече: да се разбереме, ние не можеме да му кажеме никому како ќе се вика, зашто правото на самоопределување е, велиме ние правниците, jus cogens, задолжителна меѓународна норма што важи за сите, што значи и за Република Македонија. Тогаш представниците на Република Македонија, министерот за надворешни работи од ВМРО ДПМНЕ, господинот Антонио Милошовски, човекот кој, замислете, немал безбедносен сертификат да председава со комисијата, неверојатно нешто, и нашиот друг агент вака зборуваат пред честниот суд. Името не го одбравме ние. Тоа не одбра нас, честен суде. Ние немаме друг излез. Ова не се мои зборови. Тоа е неразделно од нашиот идентитет, од нашиот јазик, од нашиот историски наратив. Што да кажам? Јас предавам и знам што има во повелбата на Обединетите нации. Има 4 услови. Ако ги исполнувате, вие ќе станете членка. Има советодавно мислење од 1948 година на барање на Генералното собрание, дека од ниту една држава не може да се бараат дополнителни услови. Од нас
побараа дополнителни услови. Да разговараме, односно да преговараме за името и да постигнеме заедничко решение. Како може за моето име, јас со било кој од вас, жена или маж, да постигнам заедничко решение? Тоа е невозможно. Оти тоа е мое, вие си имате ваше име. Ова е надвор од меѓународното јавно право. Знам, велат за мене дека свесно или несвесно не сум правила разлика меѓу меѓународна политика и меѓународно право. Па не враќаат назад пред 2,5 милениуми на Тукидид, кој што велел силните го прават тоа што можат, слабите што мораат. Ама во 21. век сме. Лигата на народите неславно заврши. Токму зашто не водеше сметка за заштитата на правата на малцинствата. Обединетите нации не се историски музеи. Обединетите нации се втемелени на меѓународно право. Обединетите нации го формираа судот на правдата во Хаг. И сега замислете, одлуките на овој суд биле политички. И можело, ама не морало да се почитуваат. Да ги распуштиме ли овие институции? Има суд во Страсбур. И јас ќе ви најдам многу правни причини за оспорување на она што се случуваше со името на Република Македонија. А и пак човек да рече дека кон на двор во реал политиката морате некој компромис да направите. Ама внатре да го смените името, непознат феномене. Еве ве прашувам, колкумина познавате во животот што си го смениле името сами? Познавате ли некој што го сменил името под притисок? Да, јас знам. Моите прадедовци, баби, морале во презимињата да интервенираат. Ама, тоа не успеало. Не можете да одите против природата, бидејќи името мора да е коренето во вас, во историјата, во иднината. Пак намерно ќе цитирам грчки професор. Вака вели тој. Ние грците, Армаколос од Универзитетот во Солун, Македонија. И јас немам проблем, нека се вика Македонија. Меѓутоа, јас не можам да го викам мојот универзитет Македонија, бидејќи, замислете, бил финансиран од државата. И легитимитетот на МАНУ извирал од државата. Не од креацијата, не од знаењето, не од умот, не од науката, од државата. Па тоа е нонсенс. Тој вака вели. Ние успеавме во поновата историја да направиме нешто што никој не успеал досега. Да го редизајнираме идентитетот на сите идни генерации, но и на минатите, историскиот и политичкиот и културниот наратив. Зар мислите дека еден грчки професор би бил македонски националист како мене? Не. И затоа мене ми е многу мило, за да не одам во политика, бидејќи моментот е женски, а нели дури жената и мажот прават човечко суштество, светот виден низ женски очи е поинаков. И јас почнав со Асном, сакам некако да подсетам. На Асном имало 122 делегати, од кои 6 жени. Во президиумот имало 2 жени. Во првиот македонски парламент имаше 4 жени. Сега ние сме во редот на парламентите
каде што има над 30%, 34%, и тоа е силна критичка маса за промени. Ама природата, која е исто така термин во женски род, е совршениот креатор. Па како избалансирала во човечкиот род, секој да може да си најде некој партнер, соговорник на патот во животот, кој е вистинска драма, трагедија, комедија, синкретична уметност, фатална влюбеност, љубов, понекогаш и несогласувања, и туку се појавуваат децата намерно, за да фрлат друга димензија на животот, за да може уметноста да продолжи. Значи, мислам дека најлогично би било 50% да бидат мажи и жени. И јас некогаш сум цинична, кога сум во скандинавските држави, па велам, еве, им посакувам на сите да бидат заштитени со родовата квота. Значи, мислам дека треба да целиме кон оваа хармонија, зашто поинаку се однесуваат мажите во парламентот во присуство на жени, тогаш има можност за таа синергија меѓу женствено, мажествено, иако не сум убедена дека тоа е така, но и за джентламенство, и за вистински родов диалог, и затоа мислам дека не сум сгрешила, видов денеска жени со кои сме започнале битка некогаш во Македонија. И тоа битката беше прво во невладиниот сектор, зашто жените се посклони неплатено да работат за республика, за доброто на заедницата. Жените беа првите кои маршираа за мир во крвавиот расплет на Југославија, бидејќи кога создавате живот, вие се борите за опстанок на животот. Ние го создадовме Националниот совет и јас имав среќа да бидам првата председателка. Женското лоби, гледам сега, јас бев првата председател. Не се сомневам во неизмерната енергија, всушност и не се работи само за рамноправност, се работи за тоа дали сте спремни, дали да се откажете од енергија, знаење, креација, сила, моќ, кога велите дека може би е пологично светот на жената да биде домашниот свет. Далеку од тоа. Родителството бара и татко и мајка дома. Политиката бара и машко и женско видување. Ние си уживаме во полот и во родот. Меѓутоа, во свет каде што се уште има предрасуди, што не ќе чуете? Ако сте убава многу, сигурно не сте многу паметна. Ако сте возрастна, ќе ве нарекуваат бабичка, супер бабичка. Значи, тоа не говори за нас, жените. Туку говори за оние кои говорат така. Тоа само говори за се уште силни остатоци на патриархална, на парохијална политичка култура. И затоа мислам дека не случајно, еве, дојде време кога јас, која си мислеше да си чита и да си пишува, може би да ја анализира само политиката, се нафатив за оваа функција. Убедена сум дека, гледајќи олку многу жени и мажи заедно,
дека можеме да направиме многу. Ако една жена биде председателка на Република Македонија. Ќе се обидам тоа што сум го предавала со децении, тоа што сум го правела, да го применам и овде. Нема да се лутите ако бидам повеќе обкружена со жени, одошто со мажи, зашто понекогаш ние подобро се разбираме. Последната реченица. Да, Македонија е во женски род. Политиката е во женски род. И јас сум жена, кандидатка за председател на Република. Освен политичка, имам и женска визија, а јас верувам во креацијата на визуализацијата, кога ќе посакате нешто и ќе го остварите тоа, и сигурна сум дека доаѓа времето кога, како што веќе реков во едно интервју, машкиот свет ќе биде само во песмата на Джеймс Браун. И супер ви беше денеска музиката овде, бидејќи да ве насмеам, јас бев и останав голем љубител на рок-н-ролот и на латино музиката, и ова беше неслучајно денеска од двете прекрасни дами што го видовме. Благодарам.